Кочани тоне. Има 900 примачи на социјална помош и 2044 станови под хипотека. Според бројот на жители и во двата случаи, градот на Оризот е рекордер во државата. Ако се има предвид дека во Кочани се инвестира малку, прашањето е зошто толку многу луѓе под голем ризик си ги дале становите и каде им отишле парите. Веројатно барат некој економски излез. Доведени се у ситуација да дојдат до кредит. То пари да дојдат и после тоа немам пари, продават ја стано го продават на банката за ефтини пари. Зашто и требаат пари, дојдат у криза, мислат дека ќе се извадат, дека со тоа ќе го решат проблемот. Зошто Кочани назадува и заглави толку многу? Сознанието што се дека се тоа за некои инвестиции кај некои од нашите сограѓани, било да се приватни, било да се здружени или да се за некоја друга намена. Со кои што се настојува да се реши основното прашање кај повеќето граѓани, односно обезбедување на своја економска екзистенција. Ако се земе предвид дека најмалку 10% од кредитите кај нас се лоши, ова значи дека за малку време во Кочани банките ќе продаваат повеќе од 200 станови. Ако станот кошта 50.000 евро, банката му ја земе за 18-20.000 евро и тоа и после чамка да се обесат. Ако не си ги врне, знае се, шутка. Ортамата. Друго не може да си реши стањето. Нема државата, не е милосрдна, ама не е ни крива државата у тај момент. Он треба да си преземе ризик. Но нивниот проблем е проблем и на општината и на државата. Општина Кочани во своите заложби од првите задачи е тоа да обезбеди пристап на странските инвеститори. Мошне се залагаме за она што ни е основна дејност, комуналната инфраструктура, и можам да се пофалам, односно да кажам дека во општината Кочани се направени доста работи во делот на инфраструктурата, пред се на патиштата. Колку и ова да звучи убедливо, реалноста во Кочани е друга. Сите планови и проекти овде се сведоа на многу социјални случаи и станови под хипотека, како никаде во државата. Што е уште полошо, од лани до сега бројот на станови под хипотека е зголемен за 44. Во Кочани оди од лошо кон полошо, но кој тоа го гледа?